Револуционерно значење може да добие примената на тераграминот во оризопроизводството во нашата држава, доколку се потврдат резултатите од овогодишниот опит на две паралелни површини, од кои едната е третирана со ова средство, а другата не. Оптимистичките најави доаѓаат од остварените приноси по единица површина, кои земјоделските стручњаци ги оценуваат како изненадувачки добри. Се постигна добри резултати, навистина завидни резултати, но претходно да споменеме што представува тераграминот. Ние следејќи го опитот во овие изминати месеци забележавме дека парцелата на која што беше поставен тераграминот се однесуваше многу добро, беше намалена појавата на плевели, исто така со самото тоа се постигна и намалување во користење на хемиските средства како заштита и намалување на ѓубривата за прихрана на почвата. Опитот го спроведе Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје. Пролетта со тераграмин беше третирана површина од 1 декар со паралелна споредбена површина без употреба на ова средство. На парцелата на која што го поставивме опитот со тераграмин, добивме некаде околу 900 килограми арпа од 1 декар, а на споредбените две парцели имаше некаде, разликата изнесуваше 300 килограми, значи во корист на парцелата каде што го поставивме опитот. Значи таму имаше за 300 килограми помалку. Исто така, уште еден споредбен податок можеме да споменеме ланската година на истата парцела, каде што беше поставен опитот, како што ни кажа земјоделецот, каде што го поставивме во село Чифлик, имаше некаде околу 400 килограми принос, а видовме ова година, значи по аплицирањето на тераграминот е зголемен некаде за повеќе од двојно. Наскоро целиот опит со резултатите ќе бидат презентирани пред пошироката јавност и земјоделците, со цел да се споделат позитивните искуства, а истиот да најде широка примена во оризопроизводството. Доколку и дополнителните испитувања во делот на зголемените приноси, квалитетот на оризот и другите битни компоненти се потврдат, тогаш тераграминот може речиси двојно да ги зголеми вкупните приноси кај оризот од една реколта. Инаку тераграминот представува нус производ при производството на силикоманган. Позитивно влијае врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата. Ја подобрува структурата, водниот, воздушниот и топлотниот режим на почвата. Понатаму ја прави лесно растресите, односно ровка, при што обработката е полесна и поекономична. Хидроскопноста и овозможува да впива голема количина на влага, која постапно ја испушта и подолго од вообичаено ја одржува влажноста на почвата.